Драги идиоти, леле оваа драгица има 4000 коментари. Идиоти, вие не све макед, предавници, лажови, одвратни, гадој, енете си мајката. Дај ме отвори, ја. И ти Дај ме исто. отвори ја скриншот да Абе, беге таму. да ја дајам од нејзе. Да видат. Која? Се и вака и мене ме интересира. Колку што сме гадови, ова колку што сме лажови, да дај Господ толку најмилите здравје да има. Абе, ајде се, ке седам јас ке нема врска. Еве, која? Еве ти. Пушти ја. Не погормака ти вика се зајаде со тетки бе. Ц. Фейка? Остати има тетки што имаат профили, што се вистински, а личат на фейк, од што користат ефекти и различни... Едмонд и Ашари. Еј Влен го бранат. Абе док има Македонија такви кучиња како тебе, оваа држава и ова име ке ја загуби, изгуби, абе молчи си, не јади, а не знам шо. Што и ти да не немаш средно. И ти немаш средно, брат, ма се неписмен ми изгледаш. Нема ни основна, брат. А? Ова е со четврта религија. Марија Стефановска вика доста јади бурек. Бурек не јадам 10 на години. Ама стварно фейк профил. Ептен фейк. Ле. Немла ти празна слама, оди советника и министерот. Еве конструктивен коментар. Кој министер бе? Да, стварно, не ти пишал кај кој министер. Столе Акимов. Кога ќе се сретнеме негде на улица, баш би сакал да ми го ми го кажеш коментар. Абе вие сте џукели кои лајат за коска, сега лајате бидејќи Мицко ве одеба, па наместо коска ви фрли лајна да едете бе мечка, жечето таче ти го запасти. О, глуп. Што да ти кажам, глуп си. Како беше тоа со IQ? Ово има помалку од 70. Што пазот има поише. Не бива држава од нашава ја гледам. Па ги, не треба ги читаш коментарите. Се разочаруваш, се депримираш, Не. се познава, трпи емисијата. Значи те молам, врати се назад. Значи излези од тој свет на Facebook тетки и чичковци, на кои што овие две партии им ги имаат избркано деца од дома, па сега немаат со кого да се расправаат по дома, со кого муабе да сврзат, па зимаат се расправаат со новинари. Зашто? Пошто не им се свига и со компјутерот, да, затоа што не им се свига вистината која што ја збориме и реалноста, затоа што треба да сватат дека на крајот од денот они самите се криви, пошто со нивните одлуки, со нивното гласање си ги избркале децата од дома. Така да, луѓе со такви фрустрации е тажно да ги гледаш, а уште потажно да ги коментираш. Батали. Овие еве што коментирале, овие не коментираат сега живо, коментирале на видеата на овие шортовите. И окей,
Нема многу, има околу, да речем, има 400 коментари, има 30 такви. Во суштина, тоа се луѓе кои што немаат способност да направат ништо друго. Дудлаат сега за да добијат некое вработување негде, коментираат кај нас, скриншотираат што ни пишале, пуштаат у партија, бараат вработување. За година дена од денес, за година и пол од кога сте го пишале коментаров, вратете се пак на истите коментари и напишете што фајде имавте од тие коментари. Дали ве вработија вас, дете, жена, од фамилија некој, ви завршили некоја работа. Немој да ве видиме сега, Столе, например, од Пробиштип, за година дена од денес да го пцуеш Мицковски и владата. И сите вие. Подобро не сте заслужиле. До тука вие. Колку сте добиле, толку. Види. Прашањето е за Ти кој тој што не си еден мрднал вработен. со прст да направиш нешто подобро за оваа држава, не си мрднал со прст. Секој твој превземен чекор бил заради твојот собствен газ. Само за тебе. Да ја искористиш власта, државата и партијата само за себе. Ти ќе ми коментираш на мене. Додека не сватите вие што коментирате ботови, дека си ја продавате иднината на внуците за една бедна платичка у некое предпријатие, за вас држава не правиме. Додека не сватите дека треба да инвестирате во иднината, а не да гледате за себе, држава не правиме. Така да тоа е тоа. За секој вработен еден у јавна администрација најмалку 10 луѓе си одат од држава. Таа е математика. За секој вработен во јавна администрација, 4 треба да работат и да плаќаат придонеси. Да, у исто време 10 си одат од држава, затоа што кој ќе видат дека она од Кочани се вработил у Трезор, у Министерство за финансии, а они учеле факултет, се мачеле. Да. У Трезоре. Го имаме реченијето. Стефан Тодоров, одлично прашање и фала ти на прашањето. Преска се мислев дали ќе го коментирам ова и ќе го коментирам. Стварно ме интересира една работа, ама реално, не само за вас, ама општо, и за нас да те интересира, нема проблем. У тој дел сакаме да бидеме транспарентни скроз. Како се финансира еден медиум како вашиот, има многу подкаст. Да не заклаве мачка на дробе? Нашиот, а? Како се финансира еден медиум како вашиот, има многу подкасти во Македонија, портали и слично, но не гледам реклами на голем дел од нив. Ој бе види? Баше ако. Маче некој е фат. Инфомакс се финансира своевремено. Имаше едно време на Facebook Instant Articles и секој текст, секој линк на Facebook се наплаќаше. Значи Facebook ни плаќаше на нас за објавени текстови. Бидејќи Facebook ги користеше објавените текстови за да става нивни реклами внатре. И тогаш функциониравме на тој начин, се финансиравме преку Facebook. Потоа Facebookот го отстрани таа можност за Македонија. Во меѓувреме се отворија други некои можности, например Google AdSense реклами се продава преку маркетинг агенција од странство,
бидејќи за Македонија Google AdSense нема, но преку други компании од светски можеше да се земе реклама на Google AdSense, нормално дел идеше за маркетинг агенцијата, се финансиравме на тој начин и преку YouTube-от. Сега, на пример, во овој момент најголем дел од финансиите на Infomax доаѓаат од YouTube. Од YouTube и од реклами на сајт. Значи на сајтот имаме мислам 3 реклами. Главно се компензации, но на тој начин се финансира највеќе Infomax. Сега. Во нормална држава, критички настроен медиум би требало да добие максимална поддршка од општествените чиновници. Значи од општествено одговорните, од бизнисот, од не знам, различни бизниси, не знам, од сите сфери. Од компании кои што нормално би поттикнале критичка мисла, но воедно би имале и одредено ниво, нели, на медиумски простор кој што би можеле да го искористат во моментот кога ќе им треба да се одбранат, можеби ќе бидат, нели, најавени закони кои што за нив не се поволни, ќе имаат простор медиумски да ги кажат нивните ставови, така натака. Во Македонија, за жал, бизнисот функционира на принцип како овој столе од пробишти. Се менја власта и се разбегуваат како глувци, се кријат големите силни бизнисмени, да не кажам како што се понашаат, се кријат, ги нема никаде, ти викаат браво, сол ги правиш, бидејќи им одговара, нели, критиката на врз власта им одговара на бизнисмените, заради тоа што власта додека се занимава со критиката на јавноста, они тераат бизнис. Ако власта се занимава со криминалот на бизнисот, они нема да имаат мирна вода да тераат бизнис. И тебе ти викаат браво, ама поддршка никогаш никаква. И кога ќе му речеш добро, ајде, фала ти за моабетов, ајде поддршка за медиумов, абе не знаеш да не видат, ќе ми пуштат инспекција, знаеш сега не е добро ситуацијата, не е таква, ама тука сме ние. Не. Ние не сме тука. За секоја иницијатива која што ќе има оваа или било која друга власт против, на штета на бизнисот, иако сум ја на страна на бизнисот и мислам дека треба бизнисот да се остави на раат да функционира. Дури тогаш кога искривува некои закони во своја корист. Бизнисот треба да работи сам. Ама немојте да барате поддршка тогаш кога ќе ви менјаат закони, кога ќе ве бркаат, кога ќе ви затвара, кога ќе ви укинуваат дупови, кога ќе ви донесат фирми од Унгарија, кои што ќе ви бидат нелојална конкуренција, кога ќе фаворизираат фирми партиски, вас ќе ве фрлат, кога ќе ви пуштаат инспекции затоа што не сте дале рекет, тогаш поддршка, ние ќе известиме. Има инспекција, денес затворена фирмата. И ќе ви викаме, издржете тоа е, се смени власта. Ние се финансираме во овој момент, неколкумина има бизнисмени, да речем, кои што неколкуми е еден, кој што ја поддржува оваа тепачка и Google AdSense и YouTube.